Вака изгледа денес преминати Доменика и котата 59, кој поради бегалската криза прерасна во мал град, символ на отворени граници за сиријците, афганистанците и иранците, но не и за оние од Мароко, Ирак, Нигерија. Единствен сведок дека овде дневно престојува и по 6 до 7.000 мигранти е депонијата што остана зад нив. По затворањето на балканската рута на 9 март годинава, на македонско-грчката граница навидуме мирно. Пругата, пред која што допред 4 месеци илјадници луѓе молеа за помош, сега е отворена. Ги нема веќе шаторите, автобусите, ги нема грчките полицајци, ги нема ни невладините организации. Но тоа е само навидум. Токму затворањето на балканската рута им создаде дополнителни проблеми на македонските власти. Од Сирија, Иран, Палестина и Нигерија, преку Турција и Грција, патот на илегалните мигранти води низ Македонија. Ниту вонредната состојба што владее на јужната граница, ниту зголемениот број на војници и полицајци како и полициски сили од Полска и Австрија не ги спречува мигрантите да ги барат алтернативните патишта за да стигнат до крајната дестинација. По неколку месечно трагање, телевизија 21 го откри и го изоде патот по кој мигрантите илегално влегуваат во Гевгелија, а крајната станица им се кумановските села Лојане и Ваксинце. Се почнува од Суварека до селото Моин во близина на Гевгелија. Жештините ги тераат илегалните мигранти денот да го поминат скриени длабоко во шумата, речиси невидливи. Но новинарската љубопитност и неколкучасовното чекање вроди со плод. Во моментот кога сакавме да ги прашаме од каде се и каде тргнале, од правец на грчката страна најде Хермелин на армијата на Република Македонија. Здогледувајќи ги, мигрантите веднаш избегаа, а ние го продолживме патот кон Смилев мост, следна собирна точка на мигрантите. Ова е местото наречено Смилев мост. Тоа е едно од местата каде што илегалните мигранти застануваат за да одморат. Потоа организирани групи со различни превозни средства ги носат до крајната дестинација, кај старата живинарска фарма, кај местото наречено Сирките. Пеплиштата на кои што наидовме се сигурен доказ дека ноќта претходно мигрантите седнале да си починат, ни објаснува Трајче од Пардејци, кога го затекнавме во секојдневна прошетка кај Смилев мост. Доказ дека сме на правиот пат се и свежите траги од трактори кои сведочат дека рано утрото локални превозници ги презеле мигрантите од ова место, носејќи ги понатаму. До следната и последна станица до тргнување на пат до Лојане и Ваксинце. Наидовме и на делови од облека која илегалните мигранти оставаат зад себе. Како што ни објасни Трајче, мигрантите оставаат се што мислат дека може да им биде товар. Шумите се рај за мигрантите, поради нивната густина на војската и на полицијата им е затворен видикот, така мигрантите потешко се откриваат, вели тој. Од Смилев мост со трактори преку нивите ги носат до крајната дестинација кај старата живинарска фарма. Старите куќарки, некогаш сопственост на ЈНА, сега служат како засолниште за илегалните мигранти. За ова немо сведочи расфрланата слама која назима им служи за топлење. Според официјалните податоци на МВР, во периодот од 1 јануари до 11 мај годинава, откриени се вкупно 19 кривични дела криумчарење на мигранти, а поднесени се кривични пријави против 23 луѓе кои се обиделе да прокриумчарат 319 мигранти.